Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Гледам. Прво у сценарио да видам да не ја најавам. Нашата гостинка, како некој друг. Мислам, тоа нема да се случи. Нема шанс. Ама во секој случај имав старо сценарио, се снајдовме, направивме ново, така да све е под контрола. Знаеш како, гледам во Википедија што све направила годинива на нас. Гарант не е се овдека, 10 страница. Значи, компонира, пишува, професоре, прва виолина беше во опера до предидна година. Пее, бре, богатство вокално. Игра шах, вози мотори, се снима на мотори, била секаде ни светот да не представува. Па да, и она што јас сакам да ја прашаме дали поише работи од мене. Па тоа сакам, јавно ќе ја прашаме. Јавно ќе ја прашаме. Андријана Јаневска! Андријана Јаневска, наша прекрасна. Здраво. Добре ни дојде, конечно. После долго договарање. После Бога ми долго време, ама работиш. Много работиш. Почитувани гледачи, добро вечер, не ви кажавме. Да, стартувавме затоа што Андријана ни е гостинка, навистина се познаваме многу одамна, така што верувам дека ќе имаме инспиративен, интересен муабет, ќе имаме и пење, ќе имаме и убави игри, ќе биде интересно, ај ќе се смееме до самиот крај, односно 1 час на располагање. Поише работиш од нената за да го видим уште на самиот почеток или не се смее сериозно кажа. Набројувавме тука пред емисија. Само повеќе работи се, во прашање, ама помалку од се. Ги гледаш твоите дома? Ги гледам. Колку време? Колку мажите ги гледаш, колку време во ден? Ги гледам. Значи, децата од школа кога се враќаат, имаме тука слободни активности неколку часа и секако пред спиење. Да. Добро. Никој покажува интерес? За ручек, секој ден заедно ручаме. Че ќе правиш ручек? Со свекрва ми живеам заедно и тоа го припуштам на мајка. И не дозволува свекрвата. Тоа е една од убавините да се живее со свекрвата, така. Си помагаме меѓусебно. Браво. Да. Одлично. Добро. Ова е единствениот ден кој го таа нема часови попладна. Имам емисија, точно. Значи, нема ден во неделата кога таа нема часови. Тоа е и добро, Но ајде вака кога ќе набројуваме твоето училиште за пеење и инструменти. Ајде малку да им појасниме на нашите гледачи. Да, па веќе 5-та година. Да, имам значи ученици над 100 се веќе кои што изучуваат пеење, виолина и пијано. Не сум сама, ми помагаат уште 3-4 наставници, така што сме еден добар тим и мислам дека добри деца вака ќе извадиме во иднина, и пејачи, и пијанисти, и виолинисти. На факултетот за музичка уметност предавам соло пеење, таму исто имаме многу солидни студенти. На одделот за джез и популарна музика ги покануваме идните заинтересирани студенти да се пријават. Здравје од октомври. Друго што кажавме? Кажи ми, ова во твоево училиште е естрадно пеење? Да, исто популарни жанрови, да. Значи да ги поканиме дел од пејачките, малку да се усавршат. Во денешно време веќе се е фатено за микрофон. Професорка, тоа ме интересира. Мислам дека иста сум си јас цело време во сите улоги. Не зборувам дали си струга или дали си, како да кажам, сакаш да научиш и онака баш таму си. Па да, принципиелна сум. Да, принципиелна. Зашто го избегнувате строга? Значи строга треба да се знае кога е час, се работи. Да, ама не сум толку многу строга, мислам дека не. Мислам, не знам. Не знам и ја. Треба да прашаме ќе прашам. Да поканите дете некој, да. Рече дека ќе излезат од тамо, нели, и од вама и од твоето училиште, но и од цело пење добри кадри. Да. Што значи тоа? Дека можеме да се пофалиме дека во Македонија има деца кои што умеат да пеат? Не е само она, нели, не доаѓа во Македонија, па не, сериозно многу добри деца имам. Значи, во моментов имам сигурно 5-6 деца кои што пеат светска класа. Значи може да, со буквално со
со светски пејачи да се носат. Збориме за деца до 15 години. А до 15 Да, само да, години. да. Браво. Така што Сега многу кога добри деца има. спомнавме светска класа, споменавме и во најавата, навистина се гордееме со твојот вокал и со Фала. се она што успеваш да го и успеа до сега да го сработиш и да представуваш Македонија широм светот. Ајде малку за тие успеси последниве. Читавме по портали, Да. гледавме на социјалните Главна мрежи. беше. Навистина голем успех. Верувам дека и тоа е дел од врските секојдневни, што ме така. поддржуваат секогаш и на вас новинарите што ме каните да може да Да образложиме раскажеме, тоа што така го е. Кажи си, работиме. зачекавме долго време, се да си кажеш. Да. Станува збор значи за странски продуценти кои што ме наоѓаат. Како те најдоа? Па на мејл, значи мејл. сега тие си бараат веројатно соодветен глас за тоа што им треба, претпоставувам, бидејќи јас мојот глас е таков каков што е, припаѓа на, да речеме, одредени жанрови, не можам сега баш се да пеам. Меѓутоа сум пеела и електронска музика, и джези, најразлични жанрови, значи. Меѓутоа, еве, последното беше соработката со Warner Bros, каде што учествував како вокал на најновата игра Mortal Kombat 1. Ти како геймер, нели ја знаеш? Ја одма то Апдейт проследив. направи, апдейт. Апдейтче. Апдейтираша? Така што тоа беше, да речеме, последно. Навистина беше сето тоа професионално изведено. Иако се Од работи за почеток до игри, крај. тоа да им презентираме Да. на нашите гледачи, тоа Да. е толку професионално на ниво на... Тоа изгледа како филм, исто. Така е. Да, буквално како филм. Така што си има, значи, композитор главен и нормално негови асистенти, кои што, нели, искомуницираа со мене. Конкретно, значи, што треба да пеам, како треба да пеам. Снимив, буквално еден тейк беше, го пратив и беа задоволни, толку Браво. беше. Браво. Да, така што тоа беше. Тоа И веројатно тоа ќе потпишавме. отвори многу патишта. Па да, да, контакт. јас сигурно едно 10 на 15 години соработувам, да речеме, со странци. Сега нешто е понеквалитетно секако, нешто е поквалитетно, се наоѓаат, нели, најразлични. Еве сега само што снимив пред еден месец, ќе биде тоа како светска химна против педофилија и за заштита на децата. Значи тука исто се од цел свет продуценти учествуваат, така што ете и таму учествувам. Имав некои проекти, нели, за Гинис. Да. Нешто Тоа што беше 120 и колку да, беше, па од сите земји практично на светот. Успеавте, влеговте во Гинис? Успеавме, да. Добро. Така е, да. Тоа беше практично песна со најмногу пејачи. Така е. Потоа исто учествува во најголемиот оркестар на светот, каде што свира виолина. Тоа беше исто многу интересно И искуство. тоа беше за Гинис. Не, тоа не беше за Гинес, меѓутоа таков беше проектот, The Earth Orchestra се викаше и буквално од сите земји, колку се 197 мислам, нека, на светот учествувавме, имаше пејачи, инструменталисти така. Добро, и сега ако те прашам како ја остави оваа виолинава или оставена или не е оставена, заради тоа што само од пред една година, или веројатно заради многуте обврски Да. не можеше да најдеш начин како да ги ускладиш работите. Така е, Беше да. прва виолина во македонската Да, во опера. македонската опера и балет работев 21 година точно како виолинист. Меѓутоа од минатата година сум сама на факултетот за музичка уметност, меѓутоа тоа не значи дека напуштив виолината, јас се уште свирам. Добро. Кога има потреба. Вежбаш дома, И правиш вежбам се? и свирам повторно за странските Така е. продуценти, бидејќи освен што пеам и свирам. Да, така што на некои композиции и двете работи ги правам паралелно. Морат сепак цело време да сте во кондиција. Да. Гиновски продукција продуцира, таму си композитор, Да, така аранжир си. си снимаме значи во нашето студио дома и многу ми е драго што не наоѓаат мани од технички аспект. Мене за тоа најмногу ми беше страв, да бидеме искрени. Така. Сепак станува збор За свитски. Да, меѓутоа ете не наоѓаат никаква мана. Што значи дека сепак добро ја вршиме работата. Тоа Така значи е. дека изолирано е добро и микрофонот е добар, тоа е најбитно. И ушите. И уши. Добро, и Така е. што правиш кога се релаксираш? Има ли такво време? Кога Во спијам? денот и во неделата. Спиеш? Пошто Само тогаш, чим и да. студиото е дома, значи ти Да, постојано да, си да, со, нели, сакала, Ама некела. добро, значи најсериозно сега, мислам стварно, еве на пример или часови кога имам јас, немам 8 сата часови Така е. по ред, значи Ама имаш 3 часа, 4 часа. Целата поента е да направите пауза распоред. измеѓу работните обврски и нема да бидете уморен. Да, Мислам, јас така правам цел живот и заради тоа личи како кој знае колку да работам, а всушност имам време и да ручам 2 сата дома Да. со моите, значи,
да си мезиме и така, значи на тенане, значи да си поседиме, да не брзам, да, кога јадам. Си го имате тоа како навика? Да, да. Една ракиичка со сопругот и децава, па да ги прашаш што Јас од текнувам. Значи, јас и како деца додека бевме, исто дома си ручавме сите заедно, кога ќе дојдеа нашите нели од работа. Среќа еве Гино исто така дома работи и јас така ги имам направено часовите да секогаш сум дома за ручек и све сите заедно. Така да тоа е една работа која што мислам дека е многу добра и навечер си легнувам исто така во пристојно време. 11 веќе сум во кревет и си спијам до кај 7 нешто, така да 8 сати спијам. Многу убаво се одморувам и немам никаков проблем. Да. Уште нешто кога сме кај дома. Ајде. Наследнициве влагаат у студио или не ги интересира студио? Двајца музичари дома, што прават? Да. Значи, ода двајцата на музичко. Од што морат или од што сакаат? Па не, добро, значи искрени се. Димитар и Кристијан. И Димитар и Кристијан, значи Димитар свири пијано, Кристијан виолина. Меѓутоа нема такво дете, немам сретнато до сега, што не знам каква желба има да седи да вежба секој ден. така? Работата е што се уште не знаат дали сакаат. Тоа е целата работа. Сега Гино А и не мора да значи дека ако двајцата сте музичари, дека децата треба да бидат. Апсолутно, да, апсолутно. А гледаш ли некој талент? Да, талентирани се, меѓутоа пак треба да ги влече тоа сепак. Сега тука се во таа некоја фаза кај што не знаат ни они што сакаат, нели? Големиот се интересира повеќе за географија, историја, така тоа политика. Тоа гледам јас таму од Facebook, социјалните медиуми, таму некој награди ова, она се освојува. Да, така што тој, ете, по тоа, мислам ќе ги оставиме нормално. Да си го трасираат својот пат, ние сме како родители тука да ги поддржиме и да им дадеме услови сега. Така, понатаму, да. Добро, со Гино не направивте ништо заедничко вака низ годинива или не се сеќавате? Немаат време? Не, сериозно. Уже ли тоа да го прави? Или дека Практично во сите песни учествува Гино, само не се гледа. Сите песни заедничко е. Значи на се има одговор, Андријана. Не, сериозно. Добро. Значи во сите песни Гино ми е на некој начин како продуцент. Например, ги преслушува пред самиот финиш, прави микс, мастеринг. Значи, она кога се пушта песата за на радио, свири гитара, бас, се што треба, значи, од оние студиски делови што не се гледаат. Бидејќи тој е таков, не сака да се експонира, да го има по спотови или не знам сега така, меѓутоа во сите песни учествува. И сега, Андријана, кога ќе дојдеш во периодот од животот кој што си ти сега, нели, со часови како професор, со ангажмани надвор од државата, сега има момент кај што оваа кариера во музичка тука нит се води, нит се тера. Што ти е планот? Односно, дали ќе издаваш нови песни, ќе правиш во поп, нели, музика? Тоа ми е планот. Да? Да. Добро. Да, еве сега почнувам веќе да земам некој си залет. Од изминативе години многу бе фокусирана на трудот со македонскиот фолклор и тоа многу време ми одзема. Да им кажеме, доктор на науки си. Да, тоа ми одзеде 10 години буквално. 10 години? Да, 9,5, да, 10 со се книгата. Така што на тоа бев максимално фокусирана и баш што многу ми беа мали децата. Значи, јас секогаш во се што работам, правам некоја селекција на приоритети. Не може се, значи, во исто време, нешто ќе трпи. Нормално, кога ми беа мали децата, се посветив сама на децата. Така што сега се малку поголемки и веќе можам еве и да ги оставам и сами некаде. Еве сега викендот бевме со ДНК, имавме концерт во Дизелдорф, така што можам 2-3 дена да ги оставам, не се веќе бебиња. Добро. И тоа е да речеме, еве сега што го правам во моментов некои нови песни, сакам годинава да издадам повеќе песни, па следната година и концерт. Тоа ми е план. Да. Да. И сега, може ли едно прашање околу тоа, знам дека си секогаш искрена и отворена за такви муавети, ама дали мислиш дека во добар правец ова што се случува во македонската забавна музика или некакви, ова се нови, нели, рапери, овие трендовите, како трендовите, да. Ама добро, тоа е во цел свет најнормално. Добро. Мислам дека е најнормално да еволуира музиката. Добро, А што ни фали во моментот? Твојата музика, тоа сакам да прашам. Ќе еволуира и твојата музика или ќе останеш над она што сме навикнати да го слушаме? Жандарски да, ќе останам заради тоа што мислам сум пробувала, еве нешто, можеби нешто ќе има. Мислам мојот глас тоа може да речеме да го поднесе. Значи нешто етно, нешто джез можеби, поп, меѓутоа тука ќе се движам. А што се однесува до другите жанрови, тоа е најнормално. Во цел свет тоа се случува и не гледам тука ништо страшно. Да. И секој треба да си се пронајде во вистинскиот жанр. Во што го сака. Да, вистина, да. Па добро, ти би можела и во овие нови кои што ни доаѓаат, нели, од
посебно од Србија и така натаму, таму има примеси на етно, со поп, нели, Има малку како испомешано не, се. Да. Да е етно, да не е фолк. Да. Па сега етно фолк, границата е различни тука. работи е тоа. Него постојано дискутираме со нашите гости, со пеачите, посебно нели како тебе од Добро. времето кои што почна, кои што не се нови и кои што ја памета сцената, поп сцената. Што дискутираме што ни фали и зошто ни е толку на ниско ниво поп музиката, за разлика од пред, нели, се сеќаваш и ти, 90-тите, да на оние настапи, на оние концерти, пуштање, слушање и така натаму. Дали е тоа авторска криза? Можеби немаме нови продуценти, автори, дали имаме некоја друга криза? Твое размислување во една Или реченица. можеби мислиш дека нема криза? Па не мислам дека има некоја криза, искрено да бидам. Мислам дека имаме многу добри музичари, пеачи, продуценти и се тоа. Можеби само треба малку медиумска поддршка повеќе, во смисла да има емисии, музички проекти, такви, како Ама па што сега има... имаме социјални мрежи, Андријана. Не се само социјалните мрежи. Еве, гледајте Не се. Звезде Гран, например, Добро. така? Тоа што прави, каков Да. бум, па и колку наши деца таму се пријавуваат. Точно. Зошто да ги спремам за таму децава, Точно. кога Сакав- може кај нас да сакав и тоа направиме? да те прашам, Да. нели можеби е вистинско време сега да се направи некој таков Апсолутно. проект во Македонија. Да. Јас Со слушнав некакви дека ќе се млади- прави, На а вистина? ако имаш некоја информација, дека се размислува да се прави музичко шоу со името на Тоше Проески. Баш убаво би било. одлично. Не знам дали сте слушнали, Не сум вчера го слушнала. слушнав на радио. Одлично. Така што, нели, во склоп на ова што Да. се планира со Да, филмот и така натаму, филм, некој серија. шоу кое што ќе, нели, открива нови музички таленти и ќе се вика сигурно Тоше сум дека Проески има или многу. поврзано. Па тоа е Сигурна сум. најдобрата опција, Да, можеби. да, Така? Да, и апсолутно. треба Фали да се продукција искористи само. тоа, да. Продукција фали и каде да се се пласираат пласираат тие песните. деца. Да, така Да, е. и каде народот да ги види, затоа што не сите се на социјални мрежи. Така е, значи порано беше поинако, нели телевизија, па ќе те поканат па фестивал и тоа се тие, нели, 2-3 работи и луѓето гледаат. Сега точно има социјални мрежи, меѓутоа ако не те знае никој, на пример си почетник, еве јас имам студенти кои што се врв, значи и компонираат и продуцираат се. Студенти Каде? по соло пеење, Студенти сигурно. по соло пеење, да. Значи треба некаде нели да се промовираат. Така е. Во таа смисла, значи мислам дека тука малку фали тој круг да се зацврсне и ќе бидеме супер. Да. 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 Добро. Добро, ние сме супер, само треба да имаме уште Чекай, малце, по-супер. околу ова соло пеење си Ајде. размислувала па за тој дел на кариера? Никогаш? Во која смисла? Па да бидеш, например, во опера Како оперска пејачка? Па добро, за тоа треба од време да се почне. И само со тоа да Како се сестра занимава. ме, пример. Па да, можеме да се Тоа служиме. бара, бога ми. Можеме, еве, мојата сестра е професионална оперска пејачка, мецо-сопран, повелете на 1 март во Стварно, Македонската доаѓа. опера и балет, А чекај сега, во главната улога на нели е во Кармен. Италија мажана и тоа ти знам. Да, точно, со маестро Джанлука Мартиненги, тој е диригент, оперски, театарски, со тоа што таа, бидејќи е носител на главни улоги, Патува. си патува, да, Одлично. точно така, и Добро. кога треба доаѓа. Добро. Не се прв пат слушнав дека. Не знаеш, јас знам. Да, Дека еве си дојдете да. на Кармен. Супер, ќе дојдам. Да, да. Ајде, одиме? Одиме со оние наши интересни прашања, Ајде, за интересни тешки се. одговори, Не, ништо од секојдневие. ништо. Да. Која е твојата најголема слабост? Слабост. Чекај се, многу филозофски почнав. Шубаво си зборев до сега, ова извежбано ми беше. Ова си го знаеше од дома. И од други емисии. Ја би додал вака за да те наведам. Покрај децата, веројатно. Нели, веројатно имаш не. Нешто што ти е слабо. Леле, не ми текнува. Или нешто за што не те бидува, можеби, еве, ајде. Да, сигурно има нешто за што не ме бидува и тоа не го правам. Значи не, те Зашто не ме бидува бидува? за украсување на јајца, дом, за Вау. правење на географски карти, Да, за да, цртање, да. за сите тоа те бидува, Не. пошто сум гледала. Црта. Да. Не знаеш како Да, црта. нешто се што е со уметност поврзано, да. Може би еве ај нешто со природни науки, нека е поврзано. А инаку брат ми е генетичар и научник. Меѓутоа не знам, не сум сакала никогаш такви тие предмети, хемија, Не си пример, сакала? нешто. Па не. Не, а еве па имаш ми и Гино и он е исто инженер, металург, така што и тоа е со хемија поврзано. Ништо не правите Така без што да, хемија дома нема, и не, готово, тоа нема. нема. Ете, Не знам, слабост. стварно не знам што ми е слабост. А знаеш да поправаш дома, тоа не требаш. Тоа може би Па ти е слабост. знам и тоа по нешто, Знаеш. затоа што и Гино исто меѓу другото е и мајстор и татко ми, ние сме така растени, нели, во мајсторски фамилии, па морам да гледам. Да, Ме да гледаш и интересира да тоа. чепнеш, да Тоа ме помогнеш, да интересира. придржиш. Да, да Добро. Така се учи. мајсторски работи. Добро. Ај, Значи нема слабост. вози мотор да не знае Нема, да, штрафот да го нема заштрафи. слабост. Тоа е... Не.
Така ли? Другите што одговориле? Не, ама види. Јас сакам сега малку за моторов да те чепнам, пред да преминем на други прашања. Околу моторов, нели, љубовта кон моторите. Ништо тато не даде на примето, си направи сама која порасна. Не сум сакала никогаш да возам мотор, наискрено. Како не ми си текна сакала? сега на 100 години, Што не се знам. побуделе на Ја стари години? мислам дека си сакала секогаш, па не те... Не, никогаш не сум Сериозно? сакала, меѓутоа кога дојде короната, седевме дома и си викам што да правам сега? Не можам да издржам јас ништо да не правам. Нели треба Добро. нон-стоп нешто да се учи ново, некои активности да има. И тогаш дојде нашиот кум, значи на Гино моја другарот дете, и тој цел живот е со мотор, ама не ми Добро. текнало никогаш да се повозам или нешто. Викам, ајде, крукче едно низ Бардовци. Свртевме крукче и толку беше и се враќаме назад, јас телефонот, вртам у автошкола, од утре на часови, буквално така беше и Гино ме гледа, бе, што ти е тебе? И викам, тоа е. Значи, како викат, ти влезе чивијата, нели? Влезе Кога те чивијата, сакаш нешто така да направиш. И И сега? утре дента отидов, значи ни скутер нема возено, ништо. Не, Пошто обично, нели, треба да Треба имаш... да се има. Да, Па добро, ама имаше положено за кола, така да знаеше да... Да, тоа ги советувам младите што сакаат да возат мотор. Значи, прво нека возат едно 10 години во Скопје кола, значи да развијат така рефлекси малку во сообраќајот. Најсериозна сум сега. И потоа може мотор. Одиш со мотор на Сегде, работа? секаде и секој ден. Сега ми е ладно, меѓутоа да има 15 степени барем надвор, ќе почнам да одам. Лани беше потоп заразни во со чивијава или не? Не, ме убедува и они татко ми, земи си скутер, викам, па тоа не е мотор. Тоа не се брои. Да. Така што тоа беше околу тоа и положив одма бевме, купив мотор и готово. И до ден денеска неразделни сме си се возам. Кога ќе имам некој настап прилеп по Охрид, со моторот си одам. Со мотор одиш? Да, Браво. секаде, да. Браво, бе! Да, и практично си уживам некако, како да кажам, истовремено. А тука стои во оваа Википедијава дека си снимала нешто, та истражија Македонија Имавме, нешто, така е, ајде. да, еден обид. Добро. Се надевам дека ќе успее проектот. Тоа беше како еден проект со емисија практично, Добро. со гости од Македонија и така натаму. Снимам во различни градови. Снимивме до сега во Прилеп сама. Добро. Да, па ќе видиме сега да се измонтира треба Е емисија. нешто ново. нешто Ново е, Значи да. колешка водителска ги да видиш. Браво бре колешка. Гледа. Да. На првото прашање сме уште, само да ти кажам. Ако ама супер муабет че не наведе до одговориш моторче. други моменти. Да, не, Шо не, одговориш ништо. крткај. Ајде ти, Да. што имате? Вика... Чекай да видам нешто поинтересно. Навика која што сте ја смениле. Навика, што сум ја сменила. Да. Што си сменила? Па еве, И си например, во горда. последниве 2-3 години, пак ќе кажам, од после короната, така психички ми влијаеше, си реков, сега ќе си речам, годинава, не знам, неколку пати мора негде да патуваме со семејството, да шетам и да одморам. Да. Значи, тоа е. Тоа не го правеше низ годините. Тоа не го така? правев, да. Некако имав чувство дека се морам да работам цело време и тогаш си реков стоп, нова кожа сега, денес натаму. И Те тоа промени сега го нешто? правам. Веројатно после короната. Па да. Малку сите Да. почнавме да Да. размислуваме на други вредности во така е. животот, дека треба малку И- поспоро. И така, од тогаш така си решив, си патувам колку што можам нормално, да бидам со моите Венеција, што е сега, Па патување? тоа е патување, да. Знаеш како Мислам, знам? сум била во Венеција 2 пати, меѓутоа сега е Добро да си била карневалот. ти, ама не била... Да, Сега е затоа лудило. сега е карневалот и баш сакав да одиме на Биде карневал. лудило. Да, па Добро. Така. Доколку можеш да го смениш твојот живот со некој друг, кој би бил тој? Баш така. друга личност нека. Да. Жив треба да. е. Не мора. Фајнштајн. Леле, Не, само лупам. со машко дефинитивно. Добро. Значи за да видам како живеат машките. Колку им е лесно пред телевизорот. Бола одговорив доста. Или треба и личност Со да кажам. која машка? Не знам, ај Тесла нека биде. Тесла. Да видам што му било во музата. Така е. Добро. Да. И да видиш која го зизнале за да ни за да плаќаме струја. Да. Он не мислел Каде дека се гледа, треба. па он кога го смислил... Не мислел дека треба да плаќаме Така е. струја. Требаше да ми ги Не кажете, би а било ние да смислено да се плаќа, само тоа е Така е тоа. поинтересно Да. кога немаш. Не, без размислено. кажување. Каде се гледаш себе си за 20 години и како? Баш ме интересира. Па некој 60, А не рачунам. 60 или нешто. Доста бе. Не, Жива, ама здрава, сега- кај се гледаш? Ама сега нели рековме, го сменивме така И? размислувањето. Па во пензија.
Добро, и во пензија Тоа што ме ќе правиш? Имам интересира. 63 Како и години. как? Нема како? шанси ти да не работиш ништо у пензија. Нема шанс. Да, секогаш си викам, Нема леле, шанс. сега во пензија кој ќе одам и нели Ама. само ќе лежам, ама не може. Тоа едноставно е посилно од мене. Меѓутоа би сакала некаде покрај вода, многу обожавам вода. Добро. Дали е река, езеро, море не е важно, нешто така. Нешто Некој така. уживање покрај вода, да. Добро. Таму пензионерските време. Пензионерски риби да си фаќам. И онлайн часови ќе даш додека фаќаш риби. А сега лав. Онлайн, ама мора часови. Онлайн. Часови не мора пензионерски. Знаеш ли што е следно? Ајде. Кој е твојот најдраг спомен од детството? Драг или Може и Може и глупост недраг. некоја, ајде. глупост, еве сега прва што ми текна со сестра ми, сме 8 години разлика и треба сабота беше, се сеќам, треба да одиме во чаршија да купуваме со Нешто. мајка ми нешто, Добро. да. Нели се одеше тоа, ГТЦ и Да, чаршија, да, тие да, две беа, немаше Да одиме да купуваме. Да, нешто патики, например. И добро, и од Савајлето стануваме, јас и сестра ми, ќе одиме, ќе возиме велосипеди. И така ја натерав да се спушти од едно ритче. Доста стрмно и ништо се искрши. Значи детево. А јас ја бодрам. Ајде, храбро треба само во животот. Пред да одите? Ама, да. Леле, да, тоа. И така ништо падна и после нормално требаше да ќути дома, да не кажува. И дури мајка ми ја искара, ајде сега треба да одиме, не ми се преправај тука. Не, она И искршена, така, отидовте да душичка, позарите. Да, Ле. отидовме, да. И помина, мислам, ама Помина. тоа не е сега како една шега си ја кажуваме често пати. И така. Супер. Што е она што секогаш успева да те науди? Ама наути, кога ќе касни некој, тоа не поднесувам стварно. Мислам многу така ме иритира заради тоа што јас стварно сум многу дисциплинирана во однос на времето, го почитувам туѓото време и сакам моето да го почитуваат. И тоа некако ми е така. Да. Тоа најмногу ме Па да, те ради од Да. так, нормално. Посебно луѓето кои што се точни, секогаш тоа Да. ги ради многу од така. Да, да. Или на пример договараме еве тие новогодишни емисии. Да. Тоа нема Треба шанси да да почне чекаш, на време, да, да. да. Мислам рачунај Ние цел ден имавме ти рекордно најбрзо снимање за новогодишна, Вистина? следната ќе те Не ме викнеме. викнавте. Следната ќе те викнеме. Гарант не можеш да се Гарант чувствува. часови пребукирана Гарант беше, часови. така да ќути сега таму. Ќе те викнеме. Затоа и не си ни било спитога часови, ма гарант. Часови, да. Вика, што за тебе е тешко, а останатите го прават без проблем. Аха. Не, лепе, ова со слабост е истото. Па Да. не Те ми сега текнува. слабост е друго. Што за мене? Па не ми текнува. Шо? Ај кажете нешто да ме мотивирате, вака не ми текнува стварно што може да ми е тешко, а другото без Нема проблем. да направиш торта. Готвиш? Мислам, нормално Месиш? дека знам да готвам, знам и тоа мајка ми ме научи, меѓутоа сега не нешто со Па не, задоволство. јас сега прво готвење, нека не, биде. Ај, и тоа Може и нека за биде. мене е тоа така. Нека биде така. Ајде. Ама ја не сум сретнала некоја жена што не знам Има ужива сега. жени, има што уживаат. Веруј ми. Има, Има, да. има. Добро. Што би направила ако имаш неограничени средства? А? Опа! Патувам што ќе брам. Добро. Ќе Ќе патувам. купиш нешто ново. Не сум нека материјалист. Не, не, не. Продукција нешто, Не, за не, не. продукцијава нешто. Па мислам дека еве тераме и вака. Добро Види, има а што нешто. ќе е може да се продукцијата? поднова. Ке шиба со неограничени средства. Така е. Би патувала. Сакам да колку што можам повеќе земји и места посетам и да запознам До кај си? повеќе култури. До кој Немам број си? броено, Немаш ама сигурно Ова не ги знам, Јас би немам броено. би навел тука, што направи со Википедија? Википедија, чекај Она ја малку. проверува Википедија дали е Не, ама точно се на знаеш како, Википедија. не знаеш ли како? Па Сакам ова да најмногу прашам. има за неа напишано на Википедија. Знаеш? Немам проверувано. Не си имаш гуглано? Не, Садно си се гуглала? Понекогаш да, например кога ќе ми кажат дека треба да излезе некој интервју, па да видам дали излегло и така. Пример во последните 24 часа да го Да, споделам. да, да. А што се однесува до патувањето, земја која што ти оставила највеќе впечаток и ја помниш нели како патување при би ја препорачала Добро. и земја која што не си била, а сакаш да одиш, не мора оваа година нели како желба. Да, па еве сега, Годинива. например, зимово бевме во Финска, на зимување и тоа ми беше така одеднаш исто ми текна. Да. Како ти тикна одеднаш? Си седиме дома на И ручак. да бидам искрена, бевме во Маврово и претходната секоја година одиме во Маврово и некако секоја година коментираме колку е скапо кај нас и така натаму и си викам да видам се во Финска колку пари е. Да направам нека споредба, бидејќи сепак таму едно од најбогатите земји и така натаму. Леви позад скијачки центар, нели, кај што се одржува искијањево. И си видов дека нема некаква кој знае колкава разлика, проблемот е нормално да стигнеш. Така е. Меѓутоа,
таму не беа, не знам, цените Да, што се не се баснословни, нормални цени, како секаде во Европа, сакам да кажам. Значи како во... Да, така што... Скоро како во Маврово. Поевтино. Не, зиза е поевтино. Па добро, за сместувањето, да, поевтино. Сместување ски карти, верувам, тоа се тие трошкови кои што само опрема. Сега, мислам, ние како Македонија неспоредливо имаме поголеми природни богатства и не знаете што се може да направи. Таму едно ритче како зајчев рит, пример, и тоа го представуваат како не знам што е. Бистра, например, за тоа е, или Шарпланина, да не зборуваме, нели? Така што имаме многу, меѓутоа не ни е искористен потенцијалот и тоа некако ме нервира, вака. Во странство концертирала во Хрватска, Словенија, Полска, Словачка, Грција, Бугарија, Црна Гора, Кипар, Србија, Португалија, Германија, Франција, Шпанија, Италија, Шведска, Швајцарија, Летонија, Австралија, Канада и САД. Добро. Требаше да прашаш само каде не Каде не си била? Тоа е прашање во са. Кај ќе шеташ бе ти со тие неограничените средства? А добро, у Африка сакам, например. Добро, у Африка не. Мислам, само во Тунис сум била во Африка, а сакам да одам и на други места, нели? Занзибар, пример, или така нешто. Сакам да одам така на необични некои места. Летен човек, предпоставам. Нели рече сакам вода, значи сакаш да ги посетиш сите тие. Да. Од европскиве дестинации Барселона ми е омилен град, апсолутно, и нема тука дискусии. Меѓутоа, сега кога бевме во Финска ми се бендиса вака и... Да. Дека турист. Би отишла пак. Да. Добро. Да. Кој е твојот најголем успех во животот, Клио? Вие се многу едноставни, а многу се... Леле, па требаше да ми ги кажете да се спремам. Сега Не, ова на прво што ти доаѓа, сега не е ова дека... Успех, мислам дека ми е сега, може звучи вака, како фраза некоја, меѓутоа стварно децата, тоа што мислам дека денеска стварно е предизвик да си родител. Во денешно време, некако нови генерации, така натаму со компјутериве, со интернетот, се што гледаат и мислам, тоа некако го сметам за најголем успех. Што ете се остварив како мајка, како родител, што децата сакаат заедно да го поминуваме времето. Тоа. И што можеш да се приуштиш. А ако можеш да промениш нешто од минатото, што би направила поинаку? Ајде да те видам сега. А не знам, мислам дека ништо не би променила. Да, најискрено, ништо не би променила. Задоволна сум од мојот живот, благодарна, затоа што треба стварно понекогаш онака, еве кога ќе се разболи човек, нели цело време размислуваш само како да оздравиш, нели? Тоа ти е единствена мисла. Така што стварно сум благодарна што немаме ете такви некои проблеми, здрави, живи што сме, што можеме убави работи да си приуштиме во животот. Тоа треба секој човек навистина да биде благодарен. Секој е савајле кога ќе стане. Така е. Така е. Без што не можеш да издржиш во текот на еден ден? Дали е тоа некоја навика, дали е тоа нешто? Не, можам без музика, бидејќи веќе музиката е нели како работа ми. Јас еве ако ви кажам на пример или во кола или дома не пуштам музика сега да си слушам како да. Одмарш. Па да, најсериозно. Посебно и во опера кога работев, кај што стварно свиревме тешки дела, треба да се одморат малце и ушите и мозокот. Без што не можам? Па не знам без што не можам. Во текот на еден ден. Ајде, што ти доаѓа, што ти се врти за ово? Да возам многу сакам, значи секој ден возам. Без тоа не можам. Да. Да возиш? Да возам, па и кола сакам многу да возам. Јас уште од мала, секое враќање од музичко... Не те нервираат гужвиве? Не ме нервираат. А како го исполнуваш времето? Вака се седиш и се медитираш и возиш? Пошто рече музика, не пуштам. Сега не возам, не знам кој за каде, нели од Бардовци до центар. Од Бардовци центар, 40 минути. Не, ама испланирано ми е точно времето и некако не ги фаќам гужвиве, не знам како да кажам. Или во тој дел од денот одам кога нема гужва. Да. Знаеш што не те прашавме прииска, сакам да знам. Имам чувство дека си човек кој што е многу голем перфекционист. Може би ти тоа не го кажуваш, ама ми личиш така. Може, не знам дали е така, ќе ми кажеш. Кога снимаш во студио, нека и Гино тој што ја продуцира и така натаму. Колку си строга кон себе сама? Многу. Колку треба ми личи дека тоа е се додека не биде блиску до совршено, додека не ти сите пуштање 500 пати пуштање, преслушување за да биде
све така? Да, дури се случувало неколку пати, например ќе снимам нешто и ќе му кажам на Гино експортирај го ова да го пратам и после слушам дали добро. Значи немам ни доверба дали сериозно, затоа што стварно сакам да биде секако што треба. И кога ме викнал некој да го одработам тоа како што треба, значи да нема ни воздух, ни плунка, ништо да не се слуша. Значи ги обработувам фајловите и сакам да бидат задоволни клиентите кога ќе работам да биде сработено. Да, перфекционизм, да. Браво, бре, Андријана, све одговори што требаше во овој дел. Тоа е, после имаме кратки прашања, ама сега си таман. Сега да пееме, може да пееме? Може, прво која ни е планирана? Мојата песма, моја Библија? Таа што 98 тргна. 2000-та. 2000-та беше? 2000-та? Која? Скопски фестивал беше. Да, со Пеце Огненов, да. Добро. 2000-та се извинуваме Што на со гледачи. Пеце Огненов? А тогаш почнав да пеам, 98 година. Во дует. Да. А ова ти беше како втора? Ова е трета, четврта песна. Стварно, јас мислам дека по-натаму ти е оваа песна, дека Не, претходно ова ја имаш. обилежа кариера, така никако. Ова ти е Ова беше, да, и навистина убаво ќе не представуваше на Евровизија ако тогаш што Епа ете, ама. Ама тоа е, немаме среќа со изборот. Ама не би променила Андријана ништо. Така беше? не би променила, Така не. требало да биде. Така Одиме е. со... Режија да доеме да пуштиме плей. Ако престанеме да збориме. Да, они ме чека. Ќе се слушам? Ќе се слушаш. Нека се слуша. Ноќва пак над моите прозорци, сребро краде месечина, а тебе сонце полни зеници, некаде во далечина, претешка далечина. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Пишува му требаш, пишува те сака. Oh, I love you so. Искрено ли мисли или само онака? I will never know. Дојди на усни да се подпишеш и за мене ден да осамне. Со паднеш солза да ми избришеш, ова лудило да престане, лудило да престане. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Пишува му требаш, пишува те сака. Oh, I love you so. Искрено ли мисли или само онака? I will never know. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Пишува му требаш, пишува те сака. Oh, I love you so. Искрено ли мисли или само онака? I will never know. Тебе те нема, пак те гледам, лето ти јас, твоето писмо, 2-3 реда, моја Библија. Не сум ја заборавила. Не знам дали се слушна ова. Значи ова е меѓу првите песни, ако не е втора, трета. Со ова настапуваше на Скопски фестивал 2000-та беше. Да, 2000-та. Во избор за песна на Евровизија и песната чинам, пошто Владо Јаневски го слушнавме во овој машкиот дел, дека беше негова. Да, Сега дали текстот е текстот негов, така? Текстот е негов, текстот добро. е негов, инаку е на Копров музиката и Дамир и Мири аранжман. Да. Одлично звучи и денеска после Ете, да, 25 години. Имав имав еден предлог да ја реаранжирам и да ја И? реобјавам. Па размислувам на темава. Гледам дека ја бараат, ја сакаат. Следниот па може. Као плюс Да. тема. Ако ти треба Владо Јаневски, викај ме. Одиме на реклами, па се враќаме назад со сите останати игри и прашања.
пејчот не е, овде мачки имаш. Да, никој како Андријана Јаневска. Нешто ме Шо ти збуни, вика? па ми вика овакво на пејчот ми, ама јас изгледа на профилот сум, па мачка имаш на профилот. Да, на страницата. Чекај, јас Со ме најдам. плавото знакче. Со плавото знакче. Што значи? Чекај, се обидуваме нешто да помогнеме. Сакаме еден цртеж да најдеме, да нацрта Андријана. Одма нека црта. Ајде, која камера да малку да видиме Ајде. што ќе црта? Одма со Андријана, цртање? одма цртај, на ненавежбана. Чекај, малце, ама треба да гледам, Значи, зашто тоа беше. еве си. Ова е Андријана Јаневска. На Шо мотор мотор, за кој што зборувавме. Honda CBF 600 кубика. Дај. А додека цртам ќе збориме нешто? И кубиците стај ги таму. Зашто не баш истурам. овој мотор? Да, па извините. Тоа исто така со мојот кум го размислувавме по долго време, значи кој мотор да биде. И јас си слушам што ќе ми кажат другите, за некои работи рековме нели за кои што не се разбирам. Слушам Добро. што ќе ми кажат. Добро. Така што тоа ме советуваше овој мотор, бидејќи е добар за мене. Да, и не е нешто, мислам јак е, добар мотор е. Не е сега, не знам, многу ни висок, да можам да седам, затоа што тоа меѓу другото е исто така многу важно. А колку време имам за тоа? Не, ако таман додека не одговараш, не има колку Добро. сака, има минута време. И сега, што значи ова 600 кубика и колку ти се разбираш сега во моторите? Само Па тоа не да се ми кажеш. разбирам многу, Не? искрена да бидам, да. Ти се случило никогаш да се расипа ППП, не да може Не се расипал, не, меѓутоа Добро. си го носам нели редовно на сервис. Сервис. Да, така што не сум имала да се таков проблем. Сега јас да се нацртам. И ти, се. Не мораш ти, не мораш, Мислам дека не моторот, мора, нели, моторот. да, мотор рековме. Добро. Вака. Друго? Трето? Или пето? Добро, и добро. сега, што значи тоа, во тоа, ај, ова не пишува више? Не, ќе се Еве распише. ти, еве ти распишано. Ама се тоа е за распишува, сенчање. да. Еве ти, тоа е Сенчање. во... Чека сега, ауспухот. Ауспух, све. Са малку вака арт, нели? А слушај, каци ги си бираш онака, една имаш или повеќе? Имам две. Ги имаш оние со коси, па да не можеме да те познаеме, со плави плетенки да фрштат позади. Не, и кацигата исто си ја, мислам ја одбрав кај професионалци, нели, ми кажа како треба, што треба. Значи јас навистина сега морам да кажам дека многу внимавам на тие работи, значи и до продавница што се вели, си носам кацига, гледам дека младиве не носат, демек немало да се познае кој вози. Да, де. Со Луди кацига. деца. Да, меѓутоа тоа најмногу се страда. Да. Од неносење кацига, не де Боже, нели ќе паднеш и така. Јасно. Јас мислам, ај уште малце. Одлично. Ај, Само уште што малце, средина Сенче, малку збогатија средина, и Да, тама. сега е па овде ногава ми е. А, сега крие ногата. Крие Да. Па ногата. нога натате. Нога само една. еве и средината. А имаш и облека или само се, кацига? значи кажи се. ми. Погледно? Се. Полицајци, како реагираат кога те Па сопрема? до сега еднаш тама ме сопрела. Нешто многу не ме сопрела полиција. И рекоа се да знам пееш за или секунда. не? Не, многу се професионални Професионални? нашите полицајци, Добро. да, немало никаков, мислам, проблема. Јас пристојно возам, да бидам најискрена. По нашиве патишта нешто Абе, не Андријана, може. ти пристојно возиш, ама друг не вози пристојно. Тоа е проблемот. Така Па што... така е, ама затоа велам, значи мора да имате претходно искуство со поголем мотор, е вака арно ли е? Сега не ме ли е, Не, можам одлично, да... крени готово, завршена работа. Да го добојам. Уметник Па си, сега, уметник. ли точно. како? Уште Браво. малце ова тркалово. Не, Ама добро. те зди за тркалото. Ајде. Ајде. Мотор. Моторов, второ за трето. Бе, Не, бе, супер, одлично. што ти Чекај, е. кацигата си ја И нацртала. кацигата, да. Одлично. Браво. Треба погоре. нема Профи. врска. Е, па сега со фломастерчињава толку може. Толку е Тоа е поентата. Океј, одиме сега со една серија куси прашања со табличката да и табличката не. да, не. Да се размениме. Да. Со да и не, да видиме што ќе ни одговориш значи Не сум на табличка. навикната да ми испрашува. Што тоа што? Овде можеш и да додадеш ако те инспирира нешто, окей. ако сакаш може и веднаш одиме на друго, такви куси прашања. Дали некогаш си пробала некоја необична диета? Да. Па сега необично, не знам. Ајде, добро диета, ајде. Каква?
Држиш диета? Имаш проблем со тежина? Не држам диета. Меѓутоа, реков, преска брат ми е генетичар и ми правеше една диета. Според Да, според генетиката. Така е, да. И сега тоа ми беше малку необично. Меѓутоа, ќе терам сега, како ќе ми кажат. Што треба да ја? Што ја? Разни работи се сега. Мислам, буквално за секој ден, доручек, ручек, вечера и за подолг временски период. Според ДНК? Според, да, така е. И тоа е што ќе ти ја нормализира тежината? Да, не само за тежината, значи за други некои проблеми, дури и некои проблеми што ние не ги гледаме и не се сега видливи, меѓутоа се појавуваат во нашиот организам. Браво. Да. Браво. Дали никогаш си сакала да се откажеш од проект поради несогласување со колегите? Или со колега? Не? Не, ако се договорам, останувам доследна. Да. Инако е имало несогласувања многу, да. Имало, затоа што, нели, Не можеме сите исто да мислиме. Така е, да, најразлични луѓе, најчесто суети се во прашање и тоа е најголемиот проблем. Меѓутоа, ако се договорам, никогаш речи си не сум откажала, освен минатата недела еден настап откажав кога бев многу болна и мене ме фати грипот и не можев да станам од кревет. Тоа беше, меѓутоа навистина беше оправдано. Да, оправдано одсутна. Дали некојаш си одбила голема понуда поради морални причини? Голема понуда, финансиска? Па, веројатно, За никакво, за нешто. Не ми понуди. разни ситуации, уште не понудим. Па ке размислиме. Понудете. Па ќе видиме дали ќе одбие. Бре, Андреја. Има, например, календар би сликал за убава сума пари. Така. На мотор во На костум за мотор во- капење, да така, да речам, речам. жичка Воа, костум или за така капење. нешто, не. Костум за капење. Календар само девојки на мотор, знаеш како изгледа. Ке размислам. За добра понуда. Значи, пак кажав, тоа кај мене не е пресудно. Затоа што сум правела работи за без пари. Значи, тоа не е пресудно Ако те воопшто. провоцира нешто или ако нешто Да, ти се ако допадне мене ми како се идеја. допаѓа, го правам. Да, Така е. интуицијата ако ми вика дека е добро, тоа е тоа. Бра. Добро, поддршка за животни, да се сликаш со мачка, а ти гола на настовна страна. Не, мислам дека Кај не ти, е... дик Сега, на- поддршка за живот. Па нели, ајде да биде малку во... Да, има нешто за Во што друга ќе димензија, да натера. не биде плейбој. Па не би се сликала сега. Не. Гола, не. Не. Добро. Не. Добро. Дали никогаш си морала да преснимуваш песна заради неконтролирано смење? Овде ја ќе одговорам да, сигурно. Така ли? Крени табличка. За смење? Да. Па добро се, ај да, ама значи не цела песна, туку фраза или Па нешто да, да не фраза можам за да фрази опеам. се мисли. Да. Кој те смее најмногу? Јас самата, кога ќе ми текне нешто смешно, не можам да пристанам после. Да, оној моментот. Да. Да, Прстото на тоа. прсте и толку. Така да, ја, Андријана, 200 години ја знам и знам дека, нели, гарант се насмеа. Дали некогаш си пробала да го промениш своето уметничко име во смисла да додадеш нешто, да ставиш кратко, Скратеница никаква, не знам. да не биде име и презиме? Не? Не, бидејќи така некако почнав, ме научија веќе луѓето и немаше поента веќе да го менувам. Да. А си размислувала никогаш во детство да речеме некое друго уметничко име за Не, себе? затоа што никогаш Екстра не сум се Андријана. не сум се замислувала како естрадна како личност. естрадна. Никогаш во живот, да. А што се замислуваше? Па класичар дека ќе се видам, ќе се свирам виолина. Тоа ми беше главната цел. Ова испадна случајно. А имаше некогаш период у животот што викаш да си бев мирна таму класичар, наместо овде у џунглава со естрада? Не, убаво ми е и на двете места, бидејќи така има некој баланс. И од двете. Да, да. Добро. Држи вода. Дали никогаш си се расплакала на настап? Не, Не? не. Не сум се расплакала, бидејќи преска ме прашавте за слабостите, ама сега ќе одговорам контра на тоа прашање. Како најака страна ми е концентрацијата, мора да се пофалам и секогаш и моите ученици ги учам, значи кога ќе се настапува емоциите за да се за тие што ќе ве гледаат, не за тебе. Затоа што ти кога пееш и кога настапуваш, мора технички да си 100% подготвен. Значи воздух кај ќе се земе, дикција, текст. Например, јас Ваташа кога пеев пред 2 па тоа години сакам да на те Златната прашам, да. Бубамара, сите ме прашуваат како не се Емоциите се расплака. Па емоции, така. нормално дека јас имам емоции, фала Богу, и од таму и потекнувам, значи и така натаму, меѓутоа во моментот кога ја изведувате песата, тоа не е за вас. Тоа ќе се види за луѓето кои што ќе ве слушаат, да го пренесете тоа на најдобар можен начин со вашата интерпретација, која што ќе биде добра, само ако е технички се добро испеано. Е, добро, Тоа а се после учи. тоа... Се учи, да.
се учи со концентрација, со концентрација се фокус, учи, да, таква апсолутно, фокус. да. Не гледаш И, луѓе, па што нема, правиш? не смееш да ги гледаш луѓето. Се ако се загледаш, нели, Готово, ќе те отиде. дефокусира, Да, да. да. Баш кај што многу текст има, мене најмногу ми беше страв да не гутам текстот, искрено да бидам. Бидејќи е многу долг, тоа е еден момент. Значи нема преснимување. Ево странство оди на идиот текстот, на Оскарите и така натаму. Не, овде нема нешто такво. Меѓутоа, среќа што еве Игор Джамбазов беше со мене, некако така ми даваше некоја поддршка морална и баш и него го прашував, добро ти се случило ли некогаш да заборавиш текст и така натаму, ми кажуваше некои финти, да, како глумците паметат полесно текст, така што некако се опуштив покрај него. А инаку ни една проба немавме, јас тогаш бев шетав. Да. И кога се вратив, директно настапивме, да. Мислам, они си имаа со хорот и со оркестарот, меѓутоа јас не пробав. И заради тоа што тоа веднаш после бубамарата стана вирално, вирално многу стана, брзо да. и вака сите не расплакуваше по дома кога го гледаше, те расплака втор да, пат или не? отпосле кога го гледам, Добро. сега да се расплачам, гледам баш вчера едно видео, вели демек плачењето не е всушност производ на тага, повеќе е на бесина, фрустрација и така натаму. Имам нека друго чувство, значи кога сум тажна, меѓутоа секако дека да, ми дојдоа тие емоции отпосле кога гледав колку тоа на луѓето им значи, колку ги погоди и генерално и беше таква ситуацијата, а и се уште е во Така е. моментов. Да. Добро, дали некогаш си задоцнила на важен настан што се уште го памтиш? Не. Не, па кажа преска дека па добро. Не. А дали некогаш си се скарала со некој од бендот? Не. Не? Па не. А што правиш кога има нешто што Значи, не може сите да сме исти? Знаеш, мора да има нешто што Знаете што е најважно? Најважно е секогаш да се знае хиерархијата. Кој е главен и кој за што е одговорен. Ти си главна? Не. Не си. Например, еве сега кога бевме во Дизелдорф, сега Добра. тоа ми е последен настап. Да. Свира бендот на ДНК. Добра. Значи ме придружуваше и мене. Така Значи е. заедно вежувавме и така натаму. Значи јас си го слушам шефот на бендот, нема што јас да му кажувам сега за неговиот бенд. Значи ние се договараме за репертоарот, кои песни ќе ги пеам, јас му кажувам тоналитети кои што мене ми одговараат и толку. Така е. Например, он може нешто да ме праша и така натаму, меѓутоа како извежбале така ќе пеам. Значи јас се прилагодувам, Така а е. не да шефувам тама. Добра. Ај, шефице, дај погоди, пошто отиде време, немаме време за ништо. Видаш, идеја Се полесно. разборевме, ни Добро, табличка, чекај, ни ништо. чекај, Чагара, багара. Чекај малце само. Што треба да Добро, правам? Превиото да го сега слушам. малце. Сега да не Прво прашуваш вака. нас, а ние те одговараме со да и со не, Добра? да го погодиш името на Која личноста. Покажа? Да, личност. Не ти Да. кажам од каде што, како ќе не прашаш? Ајде, одма. Немој Лилија сега, поручи. Лилија немој поручи. сега. Не ми се Не се верува чека. јаџики. Ајде, ставај на чилата. Да. Ајде, отиде време. И Брзо, почнувај. професорка, ајде. Женско? Да, Живо? живо. Да. Глумица? Не. Уметник? Пејачка? Од Македонија? Од Европа? Пејачка од Европа, добро пее. Светска пеја. Светска пејачка, добра. Има нека нова песна. Нова песна нема. Добро. Добро, чекај. Друго... Значи можеш да замислиш што сме ти одбрале во смисла дека треба да носиш некоја Аха, Дива. дива е. Добро. Дива или питома, Само таа е. англиски пее или други јазици? И други. И други? Дженифер Лопес? Не? Другата? Другата. Тоа Дженифер Лопес не е баш Добро, нека пејачка. црна коса или не? Па не. Не? Кратка коса? Секаква имала во младоста, Добро. кратка сфотовите. Сега Дали има песни за филмови? Да. Да. Во филмови? Саундтрак? Да. Селин Дион. Така е! Селин Дион, така е. И сега Што пред... певица уклучивме? Не, топси, што ќе уклучуваме. Сега кажи ми зошто баш оваа следнава што ќе ја чуеме, пошто мине ми една од омилините. И мене исто. Значи јас прво и Шпато како автор, како композитор многу го почитувам. И оваа може да направиш кавер. Стварно Да, многу добро. оваа песна ја пеам често на моите Добра. настапи, особено кога настапуваме со моите колеги од джез оркестарот. Инаку Даниела Панчетовиќ има пеено.
И да, мислам дека ми лежат овие стари вака евергрини и заради тоа ја одбрав. Многу добра композиција. Одлично е. Ајде слушаме. Ајде. Пуштай га. Може малку погласно Погласно, музика. Малце Да. погласно, Адријана. За нас почнува живот со ново име и нова страст. Сред нешто сиво сме нашле едно цвеќе што расте веќе и цвета тоа в нас. За нас почнува живот од овој час, од овој час. На 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 За нас не требат зборови и сета ласка изгуби сјај. Ке градам дворој од тишина и спокој, пак има небо што светлина ке дај. За нас почнува живот и нема крај, и нема крај, и нема крај, и нема крај. Браво! Инаку оваа песна исто ми е драга заради тоа што прв пат кога ја пеев, бев бремена со големиот син. Значи пред 14 години ја пеев и така многу убава ми дојде. За нас почнува живот нов и така натаму. Нека биде сега со таква посвета. Во транс сме ние, така да не очекуваме нешто да ти одговориме, Така да те што- прашаме. Ајде, најави реклами. Реклами. Бидејќи имаме време само за одјава, ќе го препуштиме тоа на нашата гостинка, почитувани гледачи. Никој како Андријана Еневска. Ви Пробиваме, благодарам. колежка. Па, добро, ви благодарам што не гледавте, се надевам уживавте вечерва и се гледаме во следна прилика. Чао! Фала, колешке! Моја колешке! Се најубаво! Чао!